Отворени за влез за нови членови. Дали само преку проектите или ете така некој кој што сака да членува во вашата организација може да се вклучи? Да, значи ние значи сме отворени за секогаш во секое време за нови членови. Дури на нашиот вебсайт associationnovus.org значи има формулар каде што значи може да се зачленуваат нови членови, нели ќе си пуштат најосновни податоци генерали за нив. Која е причината заради тоа што кој сакаат да станат членови на нашето здружение и по состанок на раководно тело одлучуваме дали значи тој член значи нема некои посебни критериуми кои што тој треба да ги испуни, но повторно значи треба да се види дали му е на неговата намера добронамерна, дали со која цел тој сака да стане член на нашето здружение. Од друга страна ние водиме една политика пошто релативно ние сме млада невладена организација, постоиме само 3 години, дури не цели 3 години, 3 години значи ќе постоиме некаде во јануари 2016 година. Со цел зголемување нели на капацитетот на нашата организација од година во година, практикуваме некоја политика на и повикувам значи сите тие што имаат некои идеи за проекти или знаат значи некои извори за финансирање, значи можат слободно да не контактираат, нашите контакти ги има на нашиот вебсайт. Значи да не контактираат, да ја презентираат идејата и доколку таа идеја или тие цели, значи на нивната идеја се совпаѓаат со целите и со дејноста на нашето здружение. Значи тие ќе добијат целосната подршка од целото наше здружение за во исто време нели тие значи доколку се добијат тие финансиски средства, тие да си бидат и менаџери на нивниот проект и да си менаџираат и финансиските средства нели. Нормално нели со наша контрола, али само со наша контрола. Тие се ги менаџираат нивните финансиски средства и нивниот проект. Така кога се работи на еден проект, примерно, се работи само на тој или паралелно? Паралелно значи се работиме заради тоа што имаме поголем број на членови, сме поделени на пример, како што реков, во зависност од интересите на членовите. Дури тоа значи се работи паралелно и во рамките на еден проект. Например, сега што ни е проектот што е финансиран од општина Струмица за Европската унија, за тоа колку луѓето се запознаени со Европската унија, колку се запознаени со можностите што ги нуди Европската унија, програмите што ги нуди Европската унија. Сега значи имаме паралелно се организираат дебата. Дебатата ќе биде едната страна ќе биде дека Европската унија не е единствена алтернатива, а другата страна ќе биде дека Европската унија не е единствена алтернатива, туку дека постојат и други алтернативи. Тоа планираме да го спроведеме некаде наредниот месец, некаде на средина на наредниот месец, со што ќе ги вклучиме учениците од трите општински средни училишта и приватното средно училиште Јахе Кемал, така што тие ќе бидат дебатери на преварот, претходно ќе бидат нели спремени од наши членови, од членови на Младенски совет, пошто и Младенски совет ни е како еден вид партнер во овој проект. Значи, некои наши членови работат на спремање на тоа, некои наши членови работат на спремање на обука што ќе биде на почеток на декември за програмите што ги нуди Европската унија, како Erasmus Plus, такви програми што нудат можности за студенти и ученици. Пак другите, значи, одредени членови работат и на нови проекти, на нови повици. Некои работат на воспоставување на нови партнерства. Сега воспоставивме партнерство со организација од Бугарија, се спремаме, значи како што реков за проекти од Европската унија. Значи паралелно се работи, сега подолуваме да работиме паралелно за најефикасно да се сработат тие обврски.